1801 година рускиот цар Александар I го укина Грузиското кралство и го приклучи кон Русија. Во 1810 година Русија ја анкетираше и Западна Грузија, која дотогаш беше под Отоманската империја. На денешен ден во 1874 година умре францускиот политичар и историчар Франсуа Пьер Ги Гизо, шеф на дипломатијата од 1840 до 1847 година и председател на владата од 1847 до 1848 година. Беше соборен од власт во февруарската револуција во 1848 година, заедно со кралот Луи Филип. Во 1888 година роден е францускиот пејач и глумец Морис Шевалие, заштитен знак на француската музичка комедија. Напишал автобиографија Мојот пат и моите песни, снимил повеќе филмови. На денешен ден во 1897 година родена е Ирена Кири, француски нуклеарен физичар и хемичар, ќерка на нобеловците Пјер и Марија Кири, која со сопругот Жан Фредерик Жолио во 1935 година ја подели Нобеловата награда за хемија. Овој ден во 1913 година роден е американскиот атлетичар Джеси Овенс, еден од најголемите спортисти во 20 век, кој освои 4 златни медали на Олимписките игри во Берлин во 1936 година. По неговите победи, нацистичкиот лидер Адолф Хитлер ја напуштил почесната ложа за да го избегне ракувањето со него. Во 1942 година во местноста Долец, во нерамномерна борба против бугарската окупаторска војска, не сакајќи живи да паднат во рацете на фашистите, сами си го одзедоа животот Стефан Наумов Стив и Димитар Богоевски Мите, народни херои на Македонија. Во 1953 година Никита Хрушчов стана првиот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, заземајќи ја најмоćната функција испразнета по смртта на Сталин. На денешен ден во 1954 година во Скопје е отворено првото уролошко одделение под раководство на доктор Сотир Ставридис. Првата уролошка амбуланта е формирана во 1947 година во рамките на Медицинскиот факултет. Во 1980 година во државниот удар без пролевање крв во Турција, началникот на генералштабот генерал Кенан Ервен ја собори владата на Сулеман Демирел и го распушти собранието. Во 1981 година во Милано почина Еудженио Монтале, италијански поет, најпознат представник на италијанскиот херметизам. Негови познати дела се Аутофаде, Бура, Сатура и други. Добитник е на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 1973 година и на Нобеловата награда за литература во 1975 година. На денешен ден во 1986 година во Скопје почина Драгутин Аврамовски Гуте, истакнат македонски академски сликар и графичар. Тој е еден од првите македонски апстрактни сликари и има посебен придонес за развитокот на современиот графички израз во Македонија. Во 1996 година во Хрватска почина Тома Прошев, македонски композитор, еден од најнадарените македонски музички творци од втората половина на 20 век. Прошев е основач на ансамблот за современа музика Света Софија. Напиша 11 симфонии, неколку концерти за виолини и оркестар, за виолончело и оркестар и други дела. Пред 20 години на денешен ден, Советот за безбедност на Обединетите нации ги укина санкциите против Либија, бидејќи властите во Триполи ја презедоа одговорноста за експлозијата од подметнатите бомби во авионот на Pan American врз шкотското место Локерби во 1988 година. Либија се согласи да плати вкупно 2,7 милиарди долари одштета за семејствата на 270 жртви.
Во 2009 година умре Норман Борлаук, американски стручњак за патологија на растенијата. Во 1970 година ја доби Нобеловата награда за мир, а во 2007 година златен медал на Американскиот конгрес, што е и највисоко цивилно одликување во САД.